Благослови го во лепи ова вино со Твојот светок, сега секогаш и во вечни векови. Со Божи благослов да се закрои лозјето, со осветена вода да се поросат прачките, црковни ритуали стари со децении, а може би и со векови за истерување на штетните инсекти од нивите. Не случајно на празникот Свети Трифун кај нас прифатен како покровител на лозарите, а во православието благословен да исцелува болести на луѓе и на животни и да изгонува од нив лоши духови. Виничани има долга традиција и со посебен респект се насочени кон неговото одбележување, вкоренето во винската лоза и историјата на градот. Сите на своите ниви, но главните фешти се на западната и источната страна од градот, каде се врши примопредавањето на кумството со символично кршење на погачите. Маријан Николов го заврши кумството за 2012 и го предаде на Горан Манојлов, а еве што велат искусните мајстори во производството на вино и ракија. Па година не беше многу добро, беше многу јака суша. Сега оваа година се надаме дека ќе биде подобро. Сушата не е подобра за лозјето? Па добро, ама беше многу, превише беше таа суша многу. А за домашни потреби го користите? Па за повише за домашни потреби. Земјоделските површини со нови лозови насади се во пораст благодарение на субвенциите. Виничани повторно се враќаат на старите култури, вели градоначалникот Дончев. Сакам да истакнам дека и тоа е многу добро дека на територија на општина Виница во последните неколку години се повеќе и повеќе луѓе засадуваат лозови насади, така да во подеме лозарството и така да секоја година се повеќе и повеќе се произведува вино и ракија. Во чест на празникот мора да се јаде и пие, за годината да биде берикетна, па и да се препие нема да биде грешно, затоа што славењето и уживањето во виното, типични за античкиот бог Дионис, сега се втемелени во православието преку празникот Свети